Добро вечер, вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Данса Макабре со своето 573-то издание. А денес ќе имаме можност да го слушнеме всушност 32-то издание од серијалот на епизоди на Данса Макабре, кој што гласат Макабре Филмфест, кој ги започна за време на COVID пандемијата со цел да ги доближам квалитетните филмови до поширокиот аудиториум во тој период на изолација и предселимитација. Меѓутоа го продолжив циклусот затоа што пандемија или не, човечкото битие мора да конзумира квалитетни филмови за да си ги прошири животните погледи, во спротивно ќе се вообличиме во првобитни амеби пред се. Така што за денес ви приготвив рецензии за два жанровски филма, кои со мака ги извлеков од окното на фекалии од неквалитетни жанровски филмови со кои ќе биде одбележан првиот квартал за 2024 година, потоа две забавни мелодрами со комични елементи кои во себе го содржат поривот за успех на кој е склоно човечкото битие, нели? Кој има поголема визија за себе си и е подготвен да вложи заложби за остварување на истата, и секако два документарни филма за крај, од кои едниот е збирна филмски есеи кои ги тенчат границите помеѓу ликот и делото на Дейвид Линч и неговиот му омилен Волшебникот од Оз, и уште еден атипичен музички документарен филм во кој што говорителите ги слушаме зад камерите, односно филм за еден од најспорите бендови кои што се излезени од округот на Сиетл. Така што останете со канал 103, во спротивно ќе се каете што сте го пропуштиле ова издание на Дансе Макабре, кое што го започнавме фуриозно со Ghost Kid, односно станува збор за бенд кој што музицира од Германија, односно од Гелзенкирхен, предводени од еден поранешен член од тогашните Ескимо Колбој, кој што денес се успешниот Електрик Колбој, односно бендот кој што и полни германските стадиони на нивната турнеја. Односно Ghost Kid е проект кој што го издаде својот втор студиски албум, именуван како Hollywood Suicide за Century Media, од кој што имавме можност да изслушнеме моќните и певливи пред се композиции Hollywood Suicide, FSO и Blood, односно продолжуваме во ритамот на металкор, меѓутоа од Гелзенкирхен ќе се преселиме за Шефилд, односно одиме во Британија, каде што музицираат While She Sleeps, кој што исто така издадува нов албум, меѓутоа шести поред ова е за нив, издаден за Spine Farm Records, односно Self Hell е насловот на нивниот шести албум, кој што го издадува по нивниот претходен Sleep Society од 2021, односно од Self Hell ќе имаме можност да ги слушнеме композициите Leave Me Alone и насловната творба, кој што мислам дека најдобро ја одразуваат оваа симбиоза помеѓу агресијата и мелодијата, која што се препознатливи пред се за нивниот мелодичен призвук. Така што продолжение ги слушаме Self Hell со две композиции од овој албум на металкор бендот While She Sleeps. А Дансе Макабре е емисија во која 15 сезони се зборува за уметност, борба против лицемеријето, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шумдот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи пред се квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечеруваме за кажано полноќен танц со смртта по 573 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 573-то издание насловено како Макабре Филмфест, односно преглед и анализа на 6 актуелни филмски остварувања, а секој издание на Макабре Филмфест од оваа година го изразува моето незадоволство со статусот на жанровскиот филм во почетокот на годината, и пред се одржувањето на епизодите е пролонгирано токму поради проблемот што не можам да најдам квалитетни жанровски филмови во почетокот на оваа година за да ви ги презентирам, што се должи на млитавите блокбастери, на репетитивните нискобуџетни филмови со безбедни идеи и мноштво филмови со грст ликови во една колива, кои што се репетиција на многу поквалитетни остварувања од нив. Меѓутоа, насреде целиот овој шунт успеав да го пронајдам филмот Монолит, за кој што ќе слушнете најавата во продолжение.
Монолит е режисерско остварување на Мет Уизли, односно негов прв долгометражен игран филм и претходно има работа на неколку кратки филмови, како што е The Thing About Dolphins, My Best Friend is Stuck on the Ceiling и System Error, од кого ќе прави футуристичка ТВ серија Overheater. Тој сними филм во кој актерката од Evil Dead Rise, односно Лили Саливан, глуми репортерка, која поради нејзините брзоплети со оглед би останува да биде казната малтене од јавниот суд за нејзиното истражување и води подкаст кој што допира до заговори и шпекулации, откако ќе добие еден сомничав мејл за постоењето на мистериозен црн камен, кој магично се појавува кај различни собственици и ги води кон избезумување, односно добиваат визии, како што можете да слушнете, избраници пред се да бидат во негов посет, односно тој да биде во нивен посет, како одлика на вонземјанско постоење, кое што ќе доведе до едно барем сознание, кое своевидно ќе биде и врзано со нејзиното најинтимно минато, кое било скриено од неа. Продукциски не очекувате дека ќе гледате акционен хорор филм, напротив, ова е дел од групацијата на жанровски филмови ситуирани во една просторија како Cute, како Exam, како Buried, Ferner's Room, како Searching, The Corpse of Anna Fritz, со протагонистка каде низиното истражување е на екран, и таму пред се случува нужната фактографија за осветлувањето на потеклото на овој црн скавоцен камен, односно карбонадо, попоснат кај нас, само што е во плочкаста форма, односно повеќе наликува на монолитот од Одисеја 2001, односно кога ќе пристигне на вашата врата, ќе знаете за што точно зборувам. Тоа се случило и со истражувачката, само што на многу вешт начин монтажерката Танија Неме го крие тој пресврт кој многу лесно во останати хорор филмови би бил фрлен во вториот чин со едно пребарување на некоја си веб страница, меѓутоа во овој филм достигнува полн ефект со тоа што иако е вие пред очи, континуирано е држан на страна од неа и диверзијата се повеќе ликови кои што имаат дојдено во контакт на каменот ја спроведуваат, односно вештина на добро пишување на сценариото на Луси Кембл, под која треба да учат модерните сценаристи. Снималото доминира во колор палетата на снимателот Мајкл Тесари. Повторно посочувам, филмот е научно-фантастичен трилер со хорор елементи, со сингуларен протагонист во една просторија, со стратешки флешбек винјети, така што во овие обструкции, односно во овој калап е снимено делото, а максимално ги користи пред се лимитациите кои што се само зададени во негова полза, стимулирајќи ја имагинацијата на гледачот да ја воздигне рамката на случувањата и ги пополни празнините токму со помош на неа. Годината на објавување на филмот е 2022, затоа што имаше премиера на Аделаид фестивалот, кој што се копродуценти на самиот филм на крајот на таа година, а потоа во 2023 се прикажа на South by Southwest, на Overlook, на Брисел фестивалот, на Fantasy Film Fest во Германија, на Fright Fest, на Sitges, на Scream Fest, на Бруклин, Солон, дури и оваа година заврши на стриминг платформите. XYZ и Welgo USA го дистрибуираат овој хорор филм. Мал и компактен филм, соголен на неговите основни компоненти, кој не му дава на гледачот повеќе информации, отколку што има пристап самата протагонистка. Тоа е со цел пред се за да биде истрагата поинтригантна, за да се впуштите заедно со неа во оваа мистерија која што ја носат тие црни, плочкасти, скапоцени камења во филмот Монолит. А во продолжение слушаме најавата за вториот жанровски филм за денес, односно Frogman. Frogman е режисерско остварување на Ентони Казенс, прв негов долгометражен игран филм, претходно има работено краткиот од Chattanooga, Every Time We Meet for Ice Cream, Your Whole Fucking Face Explodes, како и кратките сегменти од хорор антологиите Scare Package, Кеци двојка и Fat Flashy Fingers. Во новиот филм решава да режира пред се долгометражен хорор филм во кој тројца пријатели се во потрага по една
урбана легенда, односно еден мит, кој што сакаат да го документираат пред се демистифицирањето на овој локален мит за човекот жаба, кој наводно живее во руралната шума, која е атракција за локалното население, се разбира, која што се богати од него и стравот кој што го шири во шумата, така што нема да сака да биде обелоденет на јавноста овај мит кој што се има подигнато за него во предание страна на љубопитните, без разлика дали ќе го пронајдат или не, мештаните нема да го допуштат тоа, меѓутоа кога се опрашање found footage хорор филмовите, во кои што припаѓа и овој, односно хорор филмови кои се естетизирани да изгледаат како пронајдени видеоснимки, како што нели технологијата одеше напред со продукцијата на самите камери, со производството нивно, кои што стана приемчиви за секојдневна употреба, ја кристализираа сликата и не може повеќе да се вадат авторите од рамки на Blair Witch проекти, снимени со мали пари, со матни снимки, со тресење на камерата, заради тоа што сакале или не аутофокусот си го направи своето. Напротив, денешниот нели found footage хорор филм има јасен визуелен израз, како што тако беше случајот со Outwaters, например. Меѓутоа, Frogman има своја идеологија која го врзува со found footage хорорите од 2000-тите, со оглед на тоа што и действијето е ситуирано во тие години, и тоа го прави повеќе да изгледа како некаков си ретро канон да поддржува, односно најпрвин да е жив и здрав монтажерот Џон Пата, кој што сними 77 минутен филм, а сепак делото да остане целесообразно е невиден успех сам по себе и пример за восхит на кој што треба сите да му се многоме капа, односно воспоставувањето на преданието, неговото насилно одржување од страна на мештаните, како и поврзаноста со минатото на протагонистот кој што го предводи ова документирање во овој мокументари, односно, која е силна мотивација да проложи да снима, да остане со камерата насочена кон доживувањата, е најголемото пред се мотивационо прашање за еден found footage хорор филм, заради тоа што во секој момент нели субјект може да тргне камерата на страна. Меѓутоа, овој протагонист и тоа како има потреба да докаже дека да не биде исмејан и дека има нешто, некое битие кое што се крие во природата, што само потврдува дека е една од силните страни на самата творба. Тоа значи дека нема некаков си драстичен исчекор во поджанрот, како што нели експерименталните found footage хорор филмови за кои што ви говорев минатата година го препородија жанрот, меѓутоа е многу солидно остварување кое не ги прекршува конвенциите на поджанрот, напротив ги потврдува, но на најдобар можен начин, затоа што суштински ги познава пред се, без да го навреди и да го застрани вниманието на гледачот од прв до последен кадар. Така што е топла препорака да се погледне за сите тие кои што подзаборавиле како би требало да изгледаат модерните found footage хорор филмови, и изгледа буквално како да е заборавен филм од минатото, кој имаше своја премиера на филмскиот фестивал во Telluride минатата година, и оваа година, кој се верува, излезе VHS издание на филмот, односно беше издаден на видеокасета. Добро слушнавте, филмот оваа година беше издаден на видеокасета, ако тоа пред се не е ретро медиум, не знам тоа што би бил. Rotten Press го дистрибуира овој филм на сите можни формати, така што действието во него се одвија во Охајо во 1999 година, па затоа и естетизацијата пред се на кадрирањето, но и пакувањето во VHS се дел од таа јасна ретровизија за поданиците на култот на Frogman и останатите битија кои што роварат подалеку од поимањето на човекот, а сепак на дофат на непознатото. Така што топла препорака да се погледне овој филм доколку сакате found footage хорор филмови, и покрај овие два филма можам да го напоменам само The Seeding, еден суров заложнички хорор филм кој што доколку не се појави некој друг впечатлив хорор филм во наредното издание на Макабре Филмфест, нему ќе му дојде редот да биде рецензиран. Надежта ми е во Immaculate, кој што се појави вчера, ако не се лажам, а се уште се прикажува нели The Omen, односно The First Omen, се извинувам, и Late Night with the Devil.
Така што се надевам дека дел од нив ќе може да се пласираат на листата на 50 најквалитетни хорор филмови во годината, листа која ги вклучува сите рецензирани филмови во рамките на Макабре Филм Фест, од која го бирам најквалитетниот во последното календарско издание на емисијата. Не дека немам гледано хорор филмови оваа година, 60-на веќе имам изгледано до април, што се 20 хорор филма во просек месечно. Знам дека студијата ги чуваат филмовите околу Хеловин, ама хорор се гледа цела година, не само во октомври, барем не од страна на љубителите на жанрот, во кој што се надевам дека се и слушателите на Дансе Макабре. Ако продолжи да се трупа неквалитет во рамки на жанровската кинематографија оваа година, сме наевале. А во продолжение на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на новото студиско албумско остварување на металкор бендот Alpha Wolf, кои што имаат силни влијанија и од new metal, значи прават една симбиоза помеѓу овие два жанрови, каде што го издадува нивното ново студиско издание Half Living Things од овој бенд од Мелбурн, односно од Викторија, од Австралија, трет студиски албум издаден за Grayscale, со тоа што од овој албум ќе имаме можност да изслушнеме агресивните Bring Back the Noise, Double Edge Demise и соработката која што имаат со Ice-T од Body Count, која што гласи Sucks to Suck, и потоа слушаме уште еден агресивен бенд, односно ги слушаме Filth, кој што го издадува нивното ново студиско издание Southern Hostility, односно станува збор за бенд од Shelby од Северна Каролина, така што од австралијанските Alpha Wolf, кој што го издадува нивниот трет албум, се патуваме за Северна Каролина, каде што ќе бидеме пречекани од овој деткор бенд, еден прилично агресивен бенд кој што има еден моќен звук, од кој ќе имаме можност да изслушнеме Infidel, Stay Gutter и Southern Hostility, така што слушаме два моќни бенда во рамките на Дансе Макабре, односно Alpha Wolf и Filth, и потоа се враќаме да ви говорам за две комедии кои што имате можност да ги проследите во рамките на ова издание на Макабре Филм Фест. Уживајте! Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 573-то издание, кое што е насловено Макабре Филм Фест број 32, односно преглед и анализа на 6 актуелни филмски остварувања. Во првиот сегмент ви говорев за филмовите кои што ги селектирав од жанровска провениенција, меѓутоа во овој сегмент ќе се фокусираме повеќе на мелодрамите кои што се акцентирани со комични агенси, и за разлика од жанровските филмови, кога се опрашање мелодрамите сум соочен со обратниот проблем, ако претходно имав проблем да најдам квалитетен жанровски филм на почетокот на годината, со мелодрами исто така сум гледал 60 на филмови, но таму се борам со потешкотијата од мнозината кои да ги изберам за оваа емисија, а кои да предимчат со засебни рецензии во видеологија, односно мојата YouTube емисија, така што секоја од овие мелодрами заслужува засебно издание, но хиперпродукцијата не го дозволува тој луксус, па ќе мора да ја групирам на овој начин, и затоа ќе започнеме најпрвен со филмот Snack Shack. Snack Shack е режисерско остварување на Адам Рейнмејер, односно негов петти долгометражен игран филм. Јас имав можност да го интервјуирам за магазинот кој што го пишував пред една деценија Кошмар, кога го сними неговиот прв филм, односно екстремниот Bunny Game, потоа ги сработи Јонас, H.P. Lovecraft Two Left Arms, и со Dinner in America се префрли во рамките на жанровската комедија, а моментално работи на Elegy for an American Dream. Сними уште еден ретро филм од неговата филмографија, со тоа што овој пат периодично навраќајќи се во 1991 година во Snack Shack во Небраска, каде две деца за време на нивниот летен распуст имаат бизнис идеја да се збогатат раководејќи со малтене фастфуд продавница покрај базен, каде ќе запознаат
многу ликови и ќе започнат забрзано да се одвива пред се coming of age елементите, кога во пријателството ќе се приклучи една девојка, ќерка на воено лице, која го поминува летниот распуст во соседството, во куќа до протагонистот, во која ќе се заљубат и двајцата пријатели и се стави нивното долгогодишно пријателство на тест и прашање, со оглед на тоа што девојката го иницира пред се нивното сексуално пробудување. Да се разбереме, Адам не бега од неговите хорор корења, со оглед на тоа што успеал да ги добие правата да се емитува The Crazies, например, на телевизија во една од сцените, така што хорор кредото му е неунишливо. Се шегува, многу ме радува тоа што има смисла за хумор човекот и прави една временска капсула, романтизирајќи го детството, како што тоа во времето на најдобар можен начин знаеше да го направи и го прави се уште Линклетер, и барем накратко може да ни овозможи да се вгнездиме во безгрижните животи на младите ликови во овој филм, каде стремежот за успех во малото место секако дека е непореклив. Значи, аналоген пандан на Ферис Bueller, Day Off, Adventureland, Can't Hardly Wait, The Way Way Back, Superbad, Easy A, па дури Licorice Pizza и The Package, односно духот и хуморот на овие тинејџерски комедии го доловува самото негово дело, кое за разлика од неговите современици не ги прави да изгледаат децата пренаивни, ниту пак од нив прави вундеркиндови со знаење кое што го имаат од возрастни, едноставно се момци желни за успех, кои имаат визија и истрајни се во незиното комплетирање без разлика на препреките со кои што ќе се соочат. Нивните авантури Джастин Крон ги монтира со видна фуриозност и полетност, кои одговараат на нивните карактери, кои не прифаќаат некако одговор, а Жан-Филип Берниер дозволува се вкупниот колорит да се разлее пред гледачот, за да се соживее со таа топла летна жега од неговото, односно гледачкото минато. Paramount го дистрибуира овој филм на нивниот стриминг канал, така што не играше на филмските фестивали ова дело, но не го прави тоа помалку релевантен, односно за мене е coming of age филм кој не заборави да ја пренесе на најефективен начин дидактиката за пријателството, раѓањето на симпатија, со која секој гледач секако дека умее да се поврзе. Така што, иако има доволно чинители зошто е мизерен животот во Небраска, со оглед на околината нели која ја составува според светогледот на младите бизнисмени, односно преваранти, ама тој спој на детска наивност и желба за подобар живот го прави Snack Shack да биде овогодишниот Days Stand Confused. All right. Одиме на втората мелодрама за денес, Касандро. Касандро е режисерско остварување на Роджер Рос Вилијамс, односно петти негов долгометражен филм. Најчесто снима документарни филмови и ТВ серии, вклучувајќи го и Life Animated и The Apollo се филмовите по кои што тој е препознаен на пошироката популација, односно работи на Love to Love You, Donna Summer, Stamped from the Beginning и ТВ серијата The Supermodel се излегува по објавувањето на филмот Касандро, кој што сними филм за лучадорот Касандро, односно сценското име на Сол, кој го глуми одличниот Гаел Гарсија Бернал, кој глуми геј борач, кечер кој прави револуција против нормите на лучадорството со тоа што најпрвин се бори без маска, а потоа со самото тоа што е кечер назначен како екзотико, односно глуми боречки лик кој има за цел само да ја забавува публиката и ретко кога победува во круцијални надпревари за титулата. Овој мал и прилично незначителен борач од Ел Пасо, кој добива можност да се надпреварува со носителот на титулата, односно Ел Ихо дел Санто, озлогласениот победник, кој се глуми самиот себе си, кој му ја нуди можноста на Касандра да се надпреварува токму за титулата во Нью Мексико. Касандро не е првото алтер его под кое што настапува Сол, односно називот го добива
Верували или не, од популарната лимунада, која се емитуваше во 90-тите години на минатиот век на нашите мали екрани, односно е машка итерација на теленовелата Касандра, од која може да погледнеме кадри како тој и неговата мајка ја гледаат на телевизија, за да се мотивира да го создаде овој транслик, односно да се бори како драг квин во еден прилично мачо спорт. Мачо е тука релативен кога се напоменува терминот во поглед на овој спорт, ако се навратиме на пеливанството, на боречките вештини во кои што полуголи мажи се допираат по телата и се пропелкаат на подот, не би рекол дека нема хомоеротска димензија овој мажествен спорт, така што на Касандро му е местото токму таму, односно каде сака и да биде прилично успешен, односно славен лик, на кој ќе се гордее неговата мајка и пред се татко кој не е заинтересиран за него. Кнедлата во грлото се зголемува во мигот кога приватниот живот е во вртоглав пад, меѓутоа добива па светска слава и можност да се бори за титулата, но кога и да се успее и да се стане славен, ако нема со кога да се сподели таа радост, освен со странци непознати луѓе во бар, вреди ли да се достигне тој стремеш? Тоа е прашањето кое го поставува филмот, па дали е боречки од спорт или кој друг спорт или вештина да е во прашање која бара дисциплина, односно долгочасовно вежбање и жртви, загрозувајќи си го животот се разбира, која ќе се стави на вага заедно со неисполнетиот и шуплив празен живот, доаѓаме до суштината на колоритната творба, снимена од Матијас Паначино, дали сето тоа вреди да се тргне по тој пат. Дистрибуиран е на Amazon Prime, откако претходно беше купен од пазарот на Sundance, каде имаше својата премиера, пред да се прикаже на Telluride. Филм кој е доказ дека не мора да биде еден лик носител исклучиво на квир ознака и тоа да биде единствениот квалитатив кој ќе го поседува во некоја си продзирно сценарио. Проведено пред се, Роџер се бори против тој стереотип, токму поради тоа што прави еден приказ на околностите во ригидната пред се мексиканска боречка култура, светогледите на заедницата во која што припаѓа Касандро, со оглед на тоа што ги нема тие слободи кои што би ги имал доколку би се борел, не знам, во САД, например, визави неговиот несреќен љубовен живот и неприфаќањето од страна на отсутниот родител и губитокот на другиот, говори не само за потешкотијата да се биде геј во Ел Пасо, туку говори и за комплексната личност која е заслепена од идеалот да се биде најдобар, губејќи го највредното во меѓувреме. А доколку не беше одличниот Гајл Гарсија Бернал да ја долови оваа хумана димензија на ликот, филмот Касандро ќе беше заборавлив, но тој се избори да се двои овој филм од останатите. Покрај него, можам да ви напоменам да и погледнете Drive Away, долу се извинувам, A Difficult Year, Sometimes I Think About Dying, Origin, Silver Haze, Uproar, Scoop, Heroic, Slow, Leroy Texas, Animalија се извинувам. А тие што имате можност да слушнете оваа емисија, ќе ви напоменам дека во моментално ги работам рецензиите за Dune Part 2 и Concrete Utopia, кои што ќе се појават на другата моја емисија Видеологија, така што овие два филма ќе бидат покриени на оваа емисија. Така што ова се голем број на мелодрами кои што можам да ги препорачам да ги погледнете доколку не сте го направиле тоа досега. А во продолжение ќе ги слушаме најагресивните бендови за денес како е контрапункт на овој филмски дел, односно ги слушаме композициите кои што се наоѓаат на култниот дед метал бенд од Ноксвил од Тенеси. Остануваме се уште на американскиот континент со крстарењето по музичките меридијани и слушаме композиции од бендот кој што постои од 1998 година, односно стана збор за бендот Бродеквин, кој што го издадоа нивното ново студиско издание по 20 години пауза, односно именуван како Harbinger of Woe, од кој што ќе имаме можност да слушнеме прекрасните композиции Diabolical Edict, Fall of the Leaf и Тересијана, а потоа ќе слушнеме една композиција која што се наоѓа на
студиското издание на бендот Darkestrach, односно станува збор за бендот Leipzig, патуваме за Германија, кој што издава од 2000 година до ден денес, односно станува збор за black metal бенд, меѓутоа black metal бенд со фолк влијанија и влијание се развика во епска димензија, меѓутоа подсилни и интригантни влијанија од турската култура, со тоа што имаат албуми кои што гласат Манас, Туран и нивното ново студиско издание, кое што, ако не се лажам, е седмо поред, кое што го носи насловот Nomad, е издание за Osmose продукцијата, односно една од најзначајните според мене за black metal сцената, кои што промовираат прилично квалитетни изданија, а од ова нивно ново албумско издание Nomad ќе имаме можност да слушнеме другата композиција Destroyer of Obstacles, така што во продолжение ги слушаме Brodequin и ги слушаме Darkestrach со композицијата од нивниот албум Nomad. Така што слушаме брутален death metal, слушаме black metal во рамките на Danse Macabre, така што предупредени сте од моја страна дека следува моќна музичка сцена која што се надам дека ќе изврши атак на вашите уши и по тоа се враќам во да ви говорам за двата документарни филма кои што ги селектирав во рамките на ова издание на Macabre Film Fest. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 573-тото издание на емисијата Danse Macabre, во која што ви говорам за 6 актуелни филмски остварувања кои ги селектирав за едицијата Macabre Film Fest, односно незиното 32 издание, со тоа што во самиот епилог на оваа емисија, исто како и мелодрамите, овој период се изнаглав бројни музички документарни филмови, така што имам за наредните изданија на Macabre Film Fest документарни филмови на располагање за до крајот на годината. Конкретно музички, филмски имам помалку, па затоа скапоценот е филмот за кој што ќе ви говорам денес, барем за љубителите на филмската уметност и нејзиното проследување во теориски рамки, се разбира, и ја слушаме по тој повод најавата на документарниот филм Линч Оз. Линч Оз е режисерско стварување на Александре Филипе, еден од најзначајните модерни документаристи на филмската индустрија, кои опфаќаат интересни нејзини ќошиња за документирање, односно посветен на интригантни одвивања за процесот на снимање на филмови, како што е неговиот документарен филм The People vs. George Lucas, The Life and Times of Paul, the Psychic Octopus, потоа зомби хорор документарниот филм Dock of the Dead, 78-52 филмот кој што имам можност да рецензирам во видеологија, посветен на сцената на првото убиство во Психо и негов е Memory The Origins of Alien, како и кратките за Eclipse на Антониони и Leap of Faith, Вилијам Фридкин on The Exorcist. Така што негов исто така и документарниот за Дивиот Запад во The Taking и моментално работи на You Can Call Me Bill за Вилијам Шетнер, кој Александро Филипе реши да се насочи на една тема која е најблиска на мојата професорка Славица Србиновска и до незиното истражување за корелацијата помеѓу Mulholland Drive и Волшебникот од Оз, со тоа што Александре го продолжува тој заемен сооднос и со помош на бројни наратори допушта да бидат искажани нивните есеи во оваа поврзаност, додека се илустрирани со извадоци од филмовите на Линч, кои се релевантни за кажаното, но и со неколку паралели од сопствената поетика, доколку нели има некакви аналогии за повлекување со делото на Линч или па со Волшебникот. Нараторскиот есеистички документарен филм има 5 поглавја со неколку говорители, започнувајќи со Еми Николсон, која ги разработува заедничките мотиви по кои е препознаен Волшебникот од Оз и како што се чевлите, завесите и ветрот си го наоѓаат нивното место во делата на Линч. Заговорникот од Рум 237, Родни Арчер, говори за мембраните, односно за зидовите во филмовите на Линч кои што се тенчат,
највпечатлив и најподатлив се разбира дека е Џон Уотерс, кој што говори за средбите со Линч, сродноста на неговиот израз со пасијата кон омилениот му волшебник и секако Карин Кусама, режисерката која што говори за Multitudes, односно за прави паралела со ликовите од Mulholland Drive со Дороти, додека пак Арон Морхет и Джастин Бенсон, односно режисерите на The Endless, се обседнати со Джуди, односно ја проследува Джуди Гарланд, визави појавноста на тоа име во Линчовите дела. Крајот го краси Дейвид Лоури, односно режисерот на Peace Dragon, а позначен за мене со A Ghost Story и Green Knight, кој говори за влијанието кое што го има Линч врз неговиот авторски израз. Така што, иако никој од нив не се појавува пред камера, снимени се само нивните гласови, одлика која е заедничка на двата филма за кои што ќе ви говорам денес, не гледам никаков проблем овој филмски есеј да се проследи во целост, затоа што, иако нема драстично постмодерно пастиширање, кое ќе ве воодушеви, ако сакате да погледнете се извинувам што се наоѓа зад завесата во Twin Peaks и дали Дороти вреди да се врати воено во Канзас, тогаш вреди да го погледнете овој збир на погледи на автори кои му симнуваат капа на Линч. Секако дека многумина не годуваат на филмот и сметаат дека не е ништо повеќе од збир на YouTube есеи за Линч, но јас не гледам ништо лошо во тоа, затоа што нема да погледнете невидени снимки од Линч, ниту пак ќе дојдете до некој си подлабоко и поголемо сознание на режисерот кој упорно не сака да каже што значат неговите филмови, така што средете си ги очекувањата и ќе уживате во оваа творба. Ништо нема да промени дали ќе бидат снимени во камера, како кажуваат прочитаното субјектите. Напротив, јас лично преферирам тие да читаат за да биде посодржајно кажаното, отколку кога би генерализирале од памет и би доткале и би акале и би се трескале глупости во камера, кои потоа ќе се мачи Алесандро да ги состави во некаква си целина. Филмот имаше екстензивна филмска турнеја, започнувајќи од Трибека, Сиднеј, Бушеон, Мелбурн, Фантастик Фест, BFI Reykjavik, Рио, Сиджес, Тајпеј, Стокхолм, Солун, Doc Against Gravity, дистрибуиране од страна на Dogwolf и заврши на каналот на Критериум за да биде откриен од филмските љубители на делото на великанот Линч. А во продолжение слушаме најавата за Even Hell Has Its Heroes. Even Hell Has Its Heroes е режисерско стварување на Клайд Петерсон, трет негов долгометражен филм по документарниот The Unspeakable и стоп-моушен анимираниот Trip Tortoise Pines. И ако нешто Клайд знае да направи како што треба, тогаш тоа е да се одбере невообичаена тематика на негово филмско остварување, како што е случајот и со овој документарен филм, посветен на еден од најслушаните бендови за мене од изминатите години, со непребројани пати што сум ги преслушал додека свирал во позадина, додека сум ги подготвувал овие рецензии, конкретно албумот Angels of Darkness, Demons of Lights, например, низ децениите, барем тоа што сум го правил, и веќе е навлезен во мојата подсвест, што и по неколкумесечно неслушање уште знам кој риф кога започнува и кога виолината влегува во преден план во овој албум на култниот бенд Earth, за кој е посветен овој документарен филм, кој се издвојува од останатите затоа што и самиот бенд се сепарира од другите, имено и тука како и во претходниот филм во голема мера говорителите се нараторите, односно субјектите на делото, додека се монтирани снимки од нивното несекојдневие или пак од концертните настапи, или па во тој наводно изгубено со милиметарски филм кој што е проектиран. Во прашање е еден од најспорите бендови кои што се појавиле во Сиетл, односно се директно поврзани со гранч ерата, со тоа што издаваат пред да добијат фама тие бендови, затоа што се соседи на Дилан Карлсон, односно предводникот пред се на бендот, кој во филмот изјавува дека тој бил цимерот на Курт Кобейн, кој што му има подарено пушката со која се има самоубиено Кобейн. Ако ова не е изјава за збогатување на музичката историја, не знам што е. Ако
сте ги слушале Earth, тогаш знаете дека овој бенд е всушност колектив на музичари кои во различен период соработуваат со гитаристот Дилан, но и со тапанарката Холи Амбер Чърч, кои се постаментот на бендот, и сите други се гости кои во еден или друг период придонеле со нивното музицирање на бројните музички изданија кои се темел на дрон металот, од кои што музичари кои не знаат како да ги наштимаат гитарите, мислат дека свират дрон, можат да учат, затоа што дознаваме дека Earth се музички колектив на артисти кои се изразуваат со нотите, како сликарите кои што исцртуваат гигантни пейсажи со нивните бои, со тоа што се разлеваат соничните пейсажи на Earth по нивното слушање. Дилан се отвора на микрофон за неговата хероинска фаза, која бил неподнослив за членовите на бендот, како и за неговата дружба со цимерот му Кобейн. Тоа што не ми се допаѓа филмот е тоа што ги запознаваме само членовите поединечно, односно добиваме мали делови од мозаикот наречен Earth, меѓутоа ништо не дознаваме за нивната музика, што откако евидентираме кој све има придонесено, мислам дека треба да се сними продолжение од страна на режисерот од Сиетл, за тоа што представува Earth, кој е многу повеќе од збир на музичари, туку има зашто тие рифови траат и траат и траат. Значи нема само еден наратив, распленете документарецот, но убавината е пронајдењето со милиметарски филм кој е потребен како подлога. Не знам како режисерот воопшто ги убедил да проговорат за мрачното минато пред микрофон, сепак цел живот се знаат со него и дозволиле да ја слушнеме нивната страна од премолчената музичка историја, така што благодарен сум што постои ова дело, но сметам дека треба да се сними еден негов придружник, строго посветен на нивните музички изданија и да е потипизиран документарен филм, кој ќе има и други говорители надвор, освен бендот и нивниот издавач, кој го начна пред се директор на Sub Pop со конципирањето и дизајнирањето на првата винилка која што е издадена и како таа се издвојува од другите, што беше прекрасно илустрирано, односно премиерата на филмот беше на KPX Docs, односно документарниот филмски фестивал во Данска. Do It For The Girls Productions го продуцираат филмот за еден од најповлечените бендови од сцената од Сиетл, кои заедно со Милвин се родоначалници за овој мрачен и спор рифовски пред се звук кој што тежи еден тон, за кој ќе се уверите во Even Hell Has Its Heroes, за овие музички концептуални артисти кои ја наоѓаат непротивливата убавина во спориот мегалодонски риф. И двата филма се во наративна форма, што значи дескриптивните надсинхронизации на субјектите во двата филма ги предимчат денешните селектирани филмови. Покрај нив би ги препорачал да и погледнете Little Richard, I Am Everything, The Stones and Brian Jones, Freaknik, The Wildest Party Never Told, Stormy, Four Daughters, The Truth vs. Alex Jones, Iceman, Anselm, Girl State, Great Photo Lovely Life, Brandy Hellville and The Cult of Fast Fashion се документарните филмови кои што имав можност да и погледам во овој период помеѓу Макамре Филмфест изданијата, така што топло препорака да погледнете некој од нив доколку би ве заинтригирале со нивната содржина, се разбира, која што ја разработуваат. Така што денес во емисијата имав можност да ви говорам за жанровските филмови Monolith и Frogman, потоа ви говорев за Snack Shack и Касандро, односно двете мелодрами со комични влијанија, односно аспекти, и за крај ви говорев за филмскиот документарен филм Lynch Oz и музичкиот документарен филм Even Hell Has Its Heroes. А за крај ги слушаме одличните Зомби, односно проектот кој што предводат филмскиот композитор Стив Мур и тапанарот Ентони Патера. Ова е еден одличен синтвейв проект кој што името нели го носи според култниот хорор филм Dawn of the Dead на Джордж Ромеро, односно го издадува нивниот седми студиски албум насловен Direct Inject, кој се разбира дека е задолжително да се проследи во рамките на оваа емисија, со оглед на тоа што тие со деценија симнуваат капата на Џон Карпентер и на музиката која што ја има создадено, не само тој, туку и Tangerine Dream, Vangelis и King Crimson, така што се своевиден пандан на Гоблин во некаква си пред се
американска итерација со оглед на тоа што доаѓаат од Питсбург, односно од Пенсилванија, и ќе имаме можност да ја слушнеме насловната композиција. Секако, доколку има време, ќе слушнеме и Bodies in the Flotsam, The Post-Atomic Horror и одличната измирувачка Kaimichi and Sandy. Јас сум Зlatko Јелевски, го затворам 573-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријаат тајните на универзумот. Дореното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се. Чао, чао.